да прашаме, зошто го славиме Великден? Па Великден го славиме бидејќи тогаш воскреснал Исус, го славиме неговото воскресение и исто така ја славиме победата на животот и љубовта. На што ве асоцира Великден? Мене ме асоцира на нешто убаво, интересно и радосно. Сега ќе ја прашаме Мила Милошевска. На што те асоцира Великден? Па мене Великден ме асоцира на радост, среќа, љубов. Кога е Великден, јас сум многу радосна, времето Рамдан. Мене раце ме мислам. Великден се слави првата недела по полна месечина по пролетната рамноденица. На Велики четврток се случила тајната вечера, каде Исус последен пат бил со апостолите и им укажал дека ќе биде предаден и дека ќе биде осуден на смрт, но исто така и дека ќе воскресне. Четврток, утрото по обичај се вапца с јајцето во црвена боја. На Велики петок се случило распнувањето на Исус. И тогаш тој е најтежен ден и строг пост. Но веќе во недела е најрадосниот ден, Великден, воскресението на Исус. Воскресението е победа на животот над смртта, победа на љубовта и на радоста. За Великден верниците одат во црква, се кршат со јајцата и ме свечена трпеза. Празнуваме животот, да се почитуваме едни со други, да имаме љубов. Христос воскресе, навистина воскресе. Пение на Пресвета Богородица. Градена е во 17-тиот век, а обновена во 1863 година. Фреските ги насликал Дичо Зоограф, а повторно е оживописана во 1926 година. Милошевска, тебе ќе те прашаме, каде го поминуваш времето за Великден и што правиш за Великден? Јас моето време го поминувам дома со мојата фамилија. Првиот ден за Великден понекогаш одиме ние кај моите баба и дедо, а другиот ден тие идат кај нас на гости, се кршиме со јајца и така го прославуваме Великден и одиме во црква да запалиме свеќа. Добро, прашаме Лина Боцеска. Ти каде го поминуваш времето за Великден и што правиш за Великден? Па јас го поминувам и дома и надвор, исто така одам на гости кај моите роднини, најчесто кај брчените, кај дедо и баба, и тие доаѓаат овдека. Исто така, ако е топло времето, одиме надвор, некогаш одиме и на излети. И да, се разбира дека одиме и во црква да запалиме свеќа и така. Радосно и весело. Нешто свеќа, сам да се палиш.
Дали вие вапцавте яйца? Јас да, вапцав, црвени вапцав и беше многу интересно. Интересно. И јас вапцав, ама шарени. А ти, Софија? Јас съм само едно јајце во разни бои. Интересно. Спремате во домот за Великден? Јас си помогвам на мама и чистам во домот. И јас си помагам на мама, си декорирам по собата, вапцам јајца, правиме благи и така. А ти? Па и јас сакам да помогнам дома колку што можам, исто така да ги вапцаме, да ги декорираме јајцата и да декорираме малку дома, да украсиме, да направиме некои јадења за вечерта и така. Црквата Свети Врачи од 14-тиот век. Некогаш се верувало дека во Охрид има 365 цркви. Свети Богородица, Челница, 14 век. Општество мразе? Јас мразам општество. И после ако почнавме историја да чуме. Не мразам општество. Ама како што мора да давате? Чаршијата во Охрид е полна со луѓе, чувствува празнична